Високите температури кои ја зафатија цела Македонија, па и Струмичкиот регион, го кренаа степенот на опасност од пожари. Од почетокот на мај до денес, територијалната противпожарна единица има регистрирано околу 60 интервенции. Станува збор за пожари на отворен простор, како што се депонија, дел од житни култури, но засега се со послаб интензитет. Со зголемувањето на температурите, летото почна календарски пред неколку дена, меѓутоа имавме покачени температури уште пред тој период после првомајските празници и потенцијалната опасност за појава на пожари на отворен простор е зголемена и тоа доаѓа на критични граници. Во периодот кој што поминува, имаме претежно пожари, интервенции на отворен простор. За среќа се уште се со помал интензитет и зафатеност на помалички површини, меѓутоа потенцијалната опасност, како што ви кажав, во прилог тука доаѓаат и температурите, високите температури, топлотниот бранд со алерт на жолто, некај портокалово, треба будност пред се до екипите, а и од граѓаните на цел Струмички регион. Надлежните апелираат до граѓаните да бидат внимателни кога ги посетуваат излетничките места, шумите и да не користат запаливи материи кои можат да предизвикаат пожари од пошироки размери. Исто така апелираат дека треба да се внимава и со електричните инсталации, особено во овој период од годината кога повеќето одат на одмор. Ја користам оваа прилика да упатам апел до сите граѓани на Струмичкиот регион, тоа важи за сите граѓани на Република Македонија од аспект на превентива и заштита од пожари. Апелирам да не се пали оган на отворено. Луѓето кои што заминуваат, почнуваат и сезоната на летни одмори, кои што заминуваат на страна, апелирам претходно да ги проверат електричните инсталации, да ги исклучат електричните уреди кои што ги имат и да извршат на проверка пред излегување од домот доколку никој не остават дома. Апелирам исто така и до индивидуалните земјоделци и комбинатите кои што одгледуваат житни култури редовно да вршат преку системот на обезбедување кој што ги имаат, да вршат контроли, ПП патроли, а може да се обратат и до противпожарната служба доколку им требаме за помош, да се изврши контролирање на самиот појас, тоест блоковските површини засадени со житни култури. Апелирам до индивидуалните земјоделци кои што одгледуваат земјоделски култури, да не ги палат старништа, исто важи и за комбинатите, доколку имаат потреба за контролирано палење, иако тоа е забрането со закон на одредени површини, во секој случај доколку се појави појава на пожар, да известат територијалната противпожарна единица или превентивно да делуваме отколку како што беше ланската година, да имаме работа повеќе денови на отворен простор. Крстев додава дека за предизвикувачите на пожари ќе следат високи парични казни, а во некои случаи предвидени се и затворски казни. Поуката од ланското искуство кој што го имавме не само во општина Струмица, туку и во другите региони кај што имаше зголемена појава на шумски пожари и пожари на отворен простор, допринесе да се зголемат, тоест да се подигне на повисоко ниво ригорозноста во однос на причинителите на пожарите, тоест на индивидуалци или групи кои што предизвикуваат палење на шумите и пожари на отворен простор, казните се ригорозни, дури се предвидени и во со закон и затворски казни. Секоја појава на пожар или опасност од пожар, граѓаните може да ја пријават на бесплатниот телефон за итни повици 195 на Центарот за управување со кризи, како и на бројот 193.